Низа настани се нижат на синчирот на хумана за младата Сибел Омирова, на која и се потребни финансиски средства за лекување. Во таа чест денес во Домот на културата Ацо Шопов се организира изложба, која е дел од ликовното ателје со цел средства да собрани да се донираат. Повеќе организации, председателот на фондацијата која го формира Солидарниот фонд на општината, со цел да го дадеме максимумот за Сибел, вели Трајков, директор на Домот на културата. Денеска ја посветуваме оваа изложба која што е дел од ликовното ателје при Центарот за култура Ацо Шопов од Штип во хуманитарни цели и сите продажби, средствата од продажба на сликите ќе бидат донирани за Сибел Омирова, кои што се потребни средства за операција за зафатот во Турција, каде што се наоѓа моментално. Моментално сме собрани повеќе граѓански организации, председателот на фондацијата која што е формирана Солидарниот фонд во општината, ќе имаме координативен состанок со повеќе граѓански организации да направиме една стратегија да можеме да излеземе во пресад што побрзо да се соберат овие средства, затоа што таа се веќе наоѓа во Турција, инаку таа е медицинско лице, таа ни помага на многу луѓе ми помогнато, рете и ние како граѓани да се солидаризираме и секој во својата област да може да придонесеме. Околу 50 дечиња се вклучени во изложбата, а темата на која сликале е Штип, град на текстилот. Моментално имаме околу 50-тина. Тоа се на дечиња од 3 возрастни групи. Имаме ученици кои што се средношколци, потоа во предметна настава, оделенци и најмалите членови ни се 5-годишни дечиња. Темата на изложбата е Штип, град на текстилот. Сите знаеме колку е важна таа гранка во индустријата. Техниката е акрил на платно и ќе биде изложбата продажна. Средствата ќе бидат донирани за Сибел Омирова, на која што е потребна помош. Тоа ќе се случи вечерва на отварањето во 19 часот. Дециден Куцев кој вели дека во рекорден број ќе бидат собрани парите за лекување на Сибел и граѓаните ќе ја покажат својата хуманост на дело. Кога се сите консолидирани, кога како граѓани сите, јас го минав тај дел, те без независно од етничка, од верска, од партиска припадност, средствата според мене мислам дека за Сибела ќе бидат во рекорден број собрани. Исто како што беше и за мојот случај. Дечињата кои беа дел од хуманата изложба велат дека нашиот град секогаш излегува во пристред кога е најпотребно. Јас сум Елена Џамбазова, член сум на ликовното ателје веќе 3 години и можам да кажем дека како минува времето, учењето овде станува се по-софистицирано, имаме се повеќе материјали, подобар простор за работа и така натаму. Оваа изложба го прикажува и нашиот град како град на текстилот, но има и хуманитарен карактер кој исто така покажува дека нашиот град секогаш излегува во пресред на оние кои им е потребно. Јас на моето платно нацртав памук, поле со памук и машина како го собира памукот и ветерници во позадина на еден ред. Најмногу сакам да цртам машини. Јас сум Маја Герасимовска, нашата тема беше Штип, градот на текстилот. Јас нацртав модел со раскошен и убав фустан. Јас сум Лана Марија Вкатова, јас учам во ликовното ателје веќе 1,5 година и сум учествувала досега во сите изложби. Темата на оваа изложба е Штип, градот на текстилот и јас по тој повод нацртав девојка во студио. Платното е работено со акрилни бои. Дечињата од студиото на денешната изложба прикачија слики од фустани машини, кои ги изработувале најчесто со акрилни бои.